А сега е вистинско време да ја поздравиме нашата драга колешка Ирина Спировска, која што ќе не информира нешто повеќе за хуманитарната акција "Подари пакетче за секое дете" и со многу повеќе детали ќе ја чуеме неа. Најпрво сакам да ти честитам среќна нова 2026 година и уште долги години да не носиш на планините преку сите твои постови во кои што не уживам само јас, туку и сите кои што те следиме на социјалните мрежи. Иренче, добро утро за тебе. Добро утро, Суза, ти благодарам за убавите желби и честитки. Среќна нова година и за тебе и за сите гледачи на телевизија Алфа. Утринава се јавувам во живо од дворот на црквата Свети Петар и Павле во Лисиче, поточно Горно Лисиче. Во моментов се служи божествена света литургија, а јас во следниве 10 минути на мое задоволство и чест од двајца млади, успешни, талентирани, но и хумани луѓе, ке кажам збор 2 за една убава празнична хуманитарна акција, "Пакетче за секое дете", која што веќе 5 година поред се одвива благодарение на иницијативата на Кристијан Бузалковски, нашиот познат моторциклист, кој што оваа година е поддржан со уште еден спортист кој оствари врвни успеси, тоа е светскиот шампион во кикбокс Бобан Илиовски. Добро утро за двајцата, нека ви е среќна новата година и секако престојните божикни празници. Среќна нова година и среќни божикни празници. Поздрав до вас и до вашите гледачи. Боби, нема да ми замериш, ќе му дадам предност сега на Кристијан, бидејќи токму тој е иницијатор на оваа активност. Вие двајцата сте генерација и двајцата сте успешни во спортот. За Бобан веќе знаеме и за неговата светска шампионска титула, а за тебе, Кристијан, ти си млад човек кој што испише историја во нашиот мотоспорт. Повеќе од 10 години се занимаваш професионално со брзински моторциклизам, имаш освоено, барем колку што јас знам, најмалку 10 титули и 120 типет пехари. Точно така. Боби, мораме да признаеме дека е поуспешен во поглед на таа светска кариера, бидејќи он се има освоено светско првенство, дека јас имам само настапено на светско првенство. Оваа година сум трет на европскиот шампионат на кружни патеки. Така да со успесите сме тука некаде, но овој пат прв пат сме заедно на гостување на национален сервис, но овој пат сме без да зборуваме за нашите успеси во спортот, тука сме за една хумана работа која што ја правиме веќе 5 година поред. Така да оваа година се вклучија и Боби, се вклучи артистот Христијан Тасковски Таско. Така да многу ми е мило кога од година во година акцијата зима се поголем замав и се повеќе луѓе, успешни спортисти, артисти се приклучуваат кон оваа акција. Како се роди идејата и како всушност започна да се организира "Подари пакетче за секое дете" пред 5 години? Па почнавме сосема, да не кажам спонтано, случајно, бидејќи сакав нешто да направам и не ми одеше така што да биде тоа конкретно и седевме дома и викаме да подариме пакетче за нова година, има деца кои што можеби не може да си дозволат пакетче во овие моменти, а мислам дека секое дете заслужува да добие барем едно пакетче, така да се собравме буквално најблиските во семејството, девојка ми, брат ми, мајка ми и татко ми. Изнакувивме пакетчиња, ги однесовме во црквата Свети Спас во Драчево кај отец Оливер и така започнавме. Таа прва година беше така символична со околу можеби 100 пакетчиња, втората година повторно истото го направивме, само се вклучи и мои поблиски пријатели на таа акција. Веќе после третата година дојдов тука во црквата Свети Петар и Павле во Горно Лисиче, заедно со мојот духовен отец Методија. Ја направивме исто заедно акцијата, заедно со него. Имаше околу можеби 200 пакетчиња собравме, што беше супер, бевме пријатно изненадени. Лани направивме, снимивме видео, викам ајде сега да направиме со видео, можеби ќе има повеќе одзив кај луѓето, така да одзивот беше многу голем, ние очекувавме да има, екам отец ќе собереме околу 500 пакетчиња оваа година сигурно. Ние првите 3 дни имавме собрано околу 300-400 пакетчиња, така да за целата таа акција се собра околу можеби 1000-1200 пакетчиња. Ние бевме као
шокирани, не знаевме што да правиме, бидејќи ние очекувавме да собереме околу 500 пакетчиња, одеднаш доаѓаат 500, 700, 800, 1000 пакетчиња, олтарот полн со пакетчиња, само товараме околу носиме, и буквално бевме како нака позитивно у паника. И супер се снајдовме, така да оваа година сме повторно, ќе кажам, пријатни затекнати, бидејќи имавме скоро многу повеќе пакетчиња од лани, собравме околу 1500-1600 пакетчиња, се носат секој ден и можам да кажам дека се уште доаѓаат луѓе кои што носат и се приклучуваат на оваа акција, донират пакетчиња, што навистина мене многу ме радува тој момент. Тоа значи дека вашата иницијатива била одлична, но и дека граѓаните ја препознале истата и со љубов ја поддржале. Бобан, кога ти се вклучи во акцијата и што беше твојот мотив да се придружиш на оваа екипа која што навистина се труди да им ги разубави на многу дејчиња новогодишните и божикните празници? Пред се морам да кажам за Христијан дека е многу скромен во однос на спортот. Ја можам да кажам дека он е многу поуспешен од мене во спортот, поради тоа што добро знаеме дека нас верата не учи да си помагаме и да бидеме секогаш понизни пред другиот. Искрено, многу сум благодарен на Христијан и на отец Методија што ми дозволија и имав чест да присуствувам на ваква акција. Многу поодамна сум го сакал тоа и оваа година за прв пат имав шанса, благодарение на нив, да учествувам. Исто така баш со Христијан пред ден-два разговаравме. Ја имам некои мои идеи што мислам дека во година ќе може да ги реализираме и да помогнеме на многу дечиња на поразличен начин. Така да сум многу среќен и многу ми представува задоволство да можам да на овој начин да помагам и да придонесувам за црквата. Кристијан кажа дека секоја година бројката на донирани пакетчиња ги надминува очекувањата. Годинава се собра на вистина една импозантна бројка, но како што спомна Кико, дарувањето е се уште во тек. До кога ќе трае активност? Кога више се собрани пакетчињата, ќе мора да ги поделиме. Баш тој беше причината што ме имав идеја, со Кристијан разговарав во однос на тоа, на начинот на кој што ќе помагаме, може да го правиме тој на поразличен начин, да биде тоа малце по-дискретно и во смисло да помагаме лично на луѓето, да имаме комуникација лично со нив и да разговараме во однос на тоа што им треба, што би им помогнало во животот, им олеснало, и мислам дека моментално сме многу добар тим и ќе најдеме начин за секој што има потреба да му се помогне, тоа да го реализирам. Многу интересно што вие како представници на младата генерација сте иницијатори, сте вклучени во оваа активност. Како реагираат останатите ваши од друштвото, младите луѓе? Дали како што расте бројот на донирани пакетчиња, дали така расте и бројот на заинтересираните кои што сакаат да се вклучат во оваа иницијатива и да ви помогнат, како што еве годинава се вклучи и Бобан? Генерално да, затоа што моментално ние двајца сме како репрезенти на оваа организација, но тука стојат, нели, ќе ги спомнам Даме, Кики, девојка ми Елена, брат ми Стефани, уште многу млади лица, наша генерација кои што доаѓаат во црквата и буквално кога и дојдеме да носиме пакетчиња, се јавуваат, треба ли да дојде некој, треба ли да ви помогне некој, така да бројот расте можам да кажам од година во година, бидејќи како што кажав, првата година се собра околу 100-120 пакетчиња. Веќе петава година имаме можеби и повеќе се од 1600 пакетчиња, ако сега ги преброиме сите. Така да бројот на млади лица кои што сакаат да помогнат и да се вклучат во овие хуманитарни акции се зголемува и се приметува дека и во црквата на службите во недела може да се забележат доста млади луѓе кои што доаѓаат да се помолат и да се приклучат кон овој пат. Акцијата трае до 12 јануари, ако добро разбрав? Генерално да. Така да може да донесе. Така, пак ќе кажам, не очекувавме ние дека има во волку голем број на пакетчиња, така да здравје со Господ там през следната сезона ќе направиме одредена бројка на пакетчиња и одреден датум од до, за да можеме да ги организираме сите тие пакетчиња да завршат кај оние кај што на вистина им е потребно во овие моменти.
Една големо браво и на вистина респект за вас двајцата и на сите кои што ви помагаат во оваа активност. Прекрасен пример сте за сите останати млади луѓе. Јас ви благодарам што утринава бевте заедно со мене и со гледачите на телевизија Алфа. Ете два извонредни примери, луѓе кои што ги спојува не само дисциплината, спортот, врвните остварени резултати, туку и хуманоста и духовноста. А сите вие кои што сакате да дадете поддршка, секако можете да се приклучите и во црквата Свети Петар и Павле во Лисиче, да донирате и самите пакетчиња кои што ќе бидат поделени на различни категории дечиња од различни делови на градот. Со оваа убава порака се одјавуваме од црквата Свети Петар и Павле, посакувајќи ви на сите честит Божик, здравје, среќа и берекет во новото лето Господово 2026.